Неделава ниски утренски температури до минус 5 степени, а дневни до околу 10. Од почетокот на февруари пак дневни температури до 17 степени. Ова се температурни шокови кои може да наштетат на земјоделското производство. Сведоци сме дека вакви температурни пореметувања во оваа зима се доста необично кај нас, затоа што знаеме обично во месец јануар, февруар се доста ниски температури и има константност во ниски температури. Но еве денеска, среда, па и во наредниве неколку дена, доаѓа до спуштање температурите, каде што денеска спуштањето на утринските па и во текот на денот на самите температури е пропратено со северен ветер кој што допринесува уште пониско да се чувствуваат овие пониски температури. Што се однесува за културите кои што се на отворено и минатиот пат ви сега ќе повторам, како што се овоштарството, лозарството, тука нема проблем, а додека пак ваквите пореметувања што спомнавте беа и се најавуваат и во наредните 15 дена, вклучително и денес, можат негативно да се рефлектират или одразат на самите растенија. Експертите советуваат земјоделците да се придржуваат кон примената на заштитни мерки за да го заштитат родот. Дури и кај ладнолюбивите растенија може да има негативни последици. Зелката иако е ладнолюбливо растение, значи поднесува температури до минус 15 степени Целзиусови, сепак пореметување може покасно да се одрази врз растот и развојот, односно да предизвика стагнација, а и поголема шанса за цветање на самите растенија. Затоа мој совет уште еднаш ќе повторам, растенијата кои што се наоѓаат во самите фолии, односно пластеници, редовно да бидат покрај редовната заштита, да бидат заштитени со препарати против болести и штетници, исто така да им се додават природни биостимулатори кои што во својот состав содржат поголем процент на аминокиселини. Исто така при наводнување, ова го особено потенцирам, при наводнување на растенијата, без разлика во кој период и на кои растенија, треба да се избегнува топењето на стеблото на самите растенија. Значи, меѓу редовите, значи, местото кај што се движат самите производители, а и во самиот ред, наводнувањето треба да се изврши на тој начин што овој дел да е навлажен, а 1 до 2 см оддалеченост од самото растение, од стеблото на растенијата, треба да е суво во моментот кога се наводнува. Екстремните временски појави представуваат сериозна опасност за земјоделството и руралната економија, па од тука и потребата за редовно информирање и користење на системи за рано предупредување за заштита на земјоделството од климатските промени. Метеоролошките станици помагаат при собирање на важните климатски податоци од секој регион и произведување на ажурирани агрометеоролошки информации од важност за локалните производители и изборот на нивните земјоделски практики.